Почитувани во ова издание на темата на неделата се осврнуваме врз феноменот лажни вести. Станува збор за хибридна кампања со цел ширење дезинформации за отцрнување на опонентите. Ова појава најмногу беше спомнувана за време на претседателската кампања во Соединетите држави и критиките главно беа насочени кон Facebook, кој најави нови алатки за борба против лажните вести. Цел на овие фабрикувани вести се неистомислениците. Во Чешка пак владата формира Центар за анализа и борба против дезинформации. Од Прага Гоце Атанасов. Бегалската криза била организирана од Соединетите држави. Титаник не одрил на ајсберг, туку тоа било голема осигурителна измама. Ова според Чешкото радио се две од најпопуларните лажни вести во Чешката република во минатата година. Сега во Чешкото Министерство за внатрешни работи е формирана нова единица која се бори против нив, која е наречена Центар против тероризам и хибридни закани. Ева Романцова е шеф на единицата. Naše zpravodajské služby už několikátým rokem upozorňují, že právě ze strany Ruské federace se jedná o nejsilnější hrozby. Jednak ty hrozby posilují za poslední dobu a za druhé je vlastně Ruská federace v současnosti hodnocená jako jeden z těch největších agresorů v té takzvané hybridní kampani. Истакнатата либерална чешка think tank организација Европски вредности соопшти дека десетина лажни вести ширеле екстремистички и лажни информации, повеќето од нив со мешање од Кремљ. Но новиот центар веднаш дојде под удар на чешкиот председател Милош Земан. Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii, nepotřebujeme nový úřad pro tisk a informace, pokud máme i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti. Портпаролот на председателот го исмеа новиот центар, нарекувајќи го Орвелско министерство за вистина и оцени дека тоа е непријателски акт спрема новиот американски председател Доналд Трамп. Меѓутоа, Романцова вели дека нејзината единица се бори против она за што смета дека може да биде дезинформација. Tyto informace chceme pro veřejnost sdělovat, chceme je uveřejňovat, abychom tím pádem právě zarazili to šíření té dezinformace ne způsobem cenzury, ale způsobem uvedení té protiinformace. Чешката контраразузнавачка служба предупреди дека Кремљ користи дезинформации за да ја подкопа довербата во НАТО и Европската унија и да ја зголеми поддршката на политичките екстремисти. Чесите во октомври ќе гласат на општи избори и Романцова вели дека справувањето со надворешните влијанија врз кампањата е клучна задача на новиот центар. Но Македонија не само што не е имуна од така наречените лажни вести, туку според упатените дезинформациите, освен на социјалните мрежи, добиваат се поголем простор во медиумите. Кампањата за ширење лаги има земено огромен замав. Штетите се големи, бидејќи јавноста неретко носи своји оценки врз основа на такви лажни информации. Од Скопје Зорана Спасовска. Ни Македонија не е имуна на продажбата на лажни производи. Лажните вести како грип се шират и на македонските интернет страници. Социјалните мрежи само им го олеснуваат патот до широката јавност. Но лек против нив тешко се наоѓа, велат луѓето од медиумската фела. Неодамна долгогодишната новинарка Маја Јовановска од информативниот портал Нова ТВ откри интернет страници кои накратко за време на кампањата за парламентарните избори објавија лажни вести на македонски и албански јазик, а чии сопственици се функционери или блиски до владеачкото мнозинство. Заев договарал подолба на Македонија во Швајцарија е насловот на веста на српски и хрватски портали кои го привлекле вниманието на Јовановска. Веднаш ги проверив порталите и кога го проверив во хрватскиот регистар на домени, хрватскиот портал, не врати назад во Македонија. Односно дека зад како регистратор на порталот стои фирма од Скопје, регистрирана во Капиштес на Васил Ѓоргов улица. Ја проверивме фирмата, зад фирмата стои лице од Берово, кое што или малку ќе го изгуглаш, ќе го провериш и тоа е маркетинг директор во провладиниот портал Пулс 24, кој што е собственост на висок функционер на ВМРО ДПМН. Веднаш стана јасно од каде доаѓаат овие вести.
Од една страна, негативниот тренд на објавување на лажни и фабрикувани вести добива се поголем простор во медиумите, со што се нарушува нивниот кредибилитет. Но штетата што ја предизвикува ваквиот тренд во јавноста е многу поголема. Првата голема последица е контаминирањето на јавноста од таквите вести и информации. Значи, споменав дека тие неретко своите одлуки ги носат токму врз база на такви информации. Им се создаваат лажни надежи. Се спинува со начинот на кој што тие ќе размислуваат и во иднина. Медиумска писменост, разобличување на ваквите појави, да не се подклекне на битката за кликови, се само дел од начините за борба против ваквиот негативен тренд, вели Тунава. И тоа беше се во ова издание на темата на неделата на Радио Слободна Европа, во кое се осврнавме на феноменот наречен лажни вести. Следете не на slobodnaevropa.mk и социјалните мрежи. До гледање.